Доктор Митрев, вие сте некогашен гимназијалец и гордост на град Штип, па затоа сакаме да ви поставиме неколку прашања. Каков гимназијалец бевте вие? Мирен, љубопитен или пак амбициозен? Прво, многу ми е драго што од гимназијата од Штип гледам сега некоја нова генерација и малку да се врнам ја у тај мој одел, у тоа моето време, кога беше како вас. Па ја беше сигурно слично како и вие што сте, така, многу темпераментен, многу ангажиран у се околу наоколу. Да, школото барем до втора година беше како нешто што мора да го тераш. Кои предмети најмногу ги сакавте во средно училиште? Па, у средното училиште без конкуренција ми беа биологија, хемија и физика. И имаме еден многу добар професор што ни предаваше логика, учееме у тоа време. И тоа беше така интересно, малку филозофски, нели? И така да речем, суопарен ми беше математика. И можеби тоа беше уште у тоа време некоја ориентација дека нема да учам факултет што има математика. Така да медицината беше многу одамна кај мене веќе правец на размислување. Дали уште како гимназијалец знаевте дека сакате да станете доктор? Па тоа после втора година веќе ми стана јасно. До втора година, у тоа време, како што беше, беме, нели, се правеме многу важни, нели, и мислеме дека машките треба да се така важните тие фраери, нели, штипски, а дека женските само учат. Ама после втора година ми стана јасно дека да, ако сакам да одам на медицина, бидејќи веќе почна да размислувам што би студирал и веќе медицината ми беше единствена опција и нешто што уопште како тако го нели гледав и веќе тоа ми беше правецо каде треба да одам. Како изгледаше еден ваш ден кога бевте средношколец? Па да ти кажам, да, јас тренирав многу спортови и летно време тренираваме на базено пливање. У тоа време бев и ватерполист, може да замислиш, у Штип имаше клуб ватерполо и беме супер екипа у тоа време и дури јас што се смеам, сите ги тепааме у првото полувреме. У второто полувреме едва и дочекааме да заврше, оти немаме кондиција, тренирааме два месеца, 3 у годината, нели? После тренирав и кошарка многу сериозно, пинг-понг многу тренирав, така да цело време беше исполнет дено максимално. Што беше најголем предизвик за вас во тие години? Па спортот ми беше предизвик. У Джексон играаме на 40 степени по 10-15 баскета, знаеш, тројка по тројка. И цел ден, знаеш кој викат кај нас, кацаваме баскет. Така да, тоа ми беа разни мои предизвици у однос на тогашните активности, а највише спортот ми беше како главен. Кога прв пат почувствувавте дека медицината е вашиот животен повик? Па да, веќе после втора година веќе им беше јасно, а четврта година на крајо и
сите ми беа петки, нели, оти мораше да ги имаш сите петки од втора, од трета и четврта година. И сите ми беа петки, само математика четворка. И ја и викам на професорката, викам, професорке, дај ставајте петка, оти нема да може да запишам на медицина. Вика, чим сакаш да одеш за медицина, ти петка, така да попушти ми малку. Така да знаев веќе тамо, трета, четврта година, баш се спремав, учев и гледав да, нели, у тоа време, ако имаш една четворка, не те примат. Така беше. Тогаш само у Скопје имаше еден факултет за медицина и се пријавуваме по 500-600 луѓе. Што мислите дека е поважно за успехот? Талентот или дисциплината? Па и едното и другото. Прво, талентот е неминовен за да нешто те привлече, нели? А дисциплина, само дисциплина, најважно, да сам себе се ставиш у ред. И тоа што го правиш да ти е интересно и убаво. И на тај начин сигурно ќе успееш, без обзир у шо и да е. Јас у мојот дел беше тоа медицината и тоа од првиот ден до сега го терам на исти начин. Што би им порачали на денешните гимназијалци? Па денешните гимназијалци, како и тогашните и сегашните времињата, викат вие младите генерации сега сте биле други и не знам што. Ја не мислам така. Секоја генерација која е у таа возраст е многу слична и на вас би препорачал од оваа гледна точка да го правите тоа што ви е најинтересно, што највеќе ве привлекува, да не слушате многу други, прави вака, учи вака, прави онака, него прави го она и учи го она што највеќе го сакаш и користите го времето, оти времето брзо минува. И во време сега што го имате, мислите дека имам време. Нема време. Треба да работите многу на себе, на она што го сакаш, да го оформуваш уште од овие денови па натаму. Што треба да направи еден ученик ако сака еден ден да биде успешен како вас? Значи, успехот е нешто што доаѓа многу отпосле. Значи, не можеш да нешто правиш и да мислиш дека готово следниот ден сум веќе успешен. Успехот е, знаеш како рекол еден филозоф, успехот е збир на многу правилно донесени одлуки. Значи, треба многу одлуки у живото да ги подредеш на сето тоа и после некое време, после некое подолго време ќе дое успехот. Меѓутоа треба и да сте спремни дека нема да успееш, дека може нема да успееш. И тај баланс меѓу успех и неуспех треба да ти е многу пред очи, за да имаш пред себе дека ако не си посветен на сето тоа, нема да успееш. И тука треба да траеш самиот мотив и дисциплина што треба самиот прво да го. Да, како целта на крајот да ви успехот. Така е. Дали постои момент од гимназиските денови што никогаш нема да ги заборавите? Секако постојат, кога се сретнам со некој од моите гимназијалски другари, углавном и до ден денеска имам со некој така контакт, се сеќаваме на некои наши, така да кажам, глупости што сме ги правили у тоа време и нели, и тоа се моменти кај што се враќаме баш у вие ваши години и уствари гледаме дека вие години, вие сега што ги живеете се едни од можеби убавите и впечатливи
кој ќе се сеќавате цел живот. Ви благодарам на интервјуто, се гледаме во следна прилика.